Во организација на Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци, денеска во општина Зрновци се одржа предавање на тема заштита и промоција на агробиодиверзитетот во општината со посебен акцент на значењето на сточниот фонд во одржливо управување со агробиодиверзитетот, со акцент на зачувување на автохтоните раси на домашни животни. Предавач беше професор доктор Ѓоко Буневски од Земјоделскиот факултет во Скопје. Денешното предавање е дел од активностите предвидени во проектот Заштита и промоција на агробиодиверзитетот во општина Зрновци. Инаку проектот е финансиран преку програмата за заштита на природата во Македонија од Швајцарската агенција за поддршка и развој. Она што е програма преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, во која што веќе 2 години во годишната програма е финансирано, со субвенции е покриено заштитата на домашните автохтони раси. Значи за тоа воглавно ќе стане збор околу нивните стандарди, карактеризација, зачувување, мерките кои што треба да се направат, ген банката која што се ствара и во која насока треба да се движат фармерите за да можат да ги остваруваат тие бенефиции согласно овие мерки. Тежиште најповеќе ќе дадиме на говедата, помалку ќе биде и на овците и на другите видови на домашни животни. Во говедарството, например, имаме две автохтони раси, односно видови. Едното е домашниот вид, домашната буша говедо, и сродникот, тој е домашниот бивол. Кај коњите, тоа е домашниот коњ, значи ридско-планински коњ и домашното магаре. Во овчарството имаме 3 соја на праменка. Тоа е каракачанската, овчеполката и шарпланинката. Во козарството ја имаме балканската шарена коза. Во живинарството ја имаме домашната кокошка сребра и од аспект на пчеларството тоа е Апис мелифера македоника, тоа е домашната пчела и секако од 2013 година тука е влезен во законот и домашното куче шарпланинец, кој што досега не беше заштитено како автохтона раса. Се надевам дека прво да бидат информирани тие што треба да бидат информирани, значи прво фармерите, и секако тие што се заинтересирани да се придружат кон останатите веќе 50 фармери во Македонија кои што ги уживаат тие бенефиции и веќе се во програмот за субвенционирање и секако да се придржуваат кон селекцијската програма за овие автохтони раси на домашни животни. Секако и тука да се направи јадро од каде што ќе се зема генетски материјал како крв, влакно или семе за ген банката потребна за Министерството за земјоделство. Предавањето го следеа 30 на земјоделци од општината, заинтересирани за одгледување на сточен фонд, селекција на приплодни грла, водење на матично книговодство на фармата, како и реализирање на програмата за поддршка во одгледувањето на автохтони раси на добиток.